За Охрид велат, потргни малку охридска земја и пред тебе ќе никне црквичка или манастир. И тоа навистина е така. Охрид е наша гордост, Охрид е гордост и за целиот свет. И Охрид е богатство кое ние мора да го заштитиме. Да го заштитиме за нас, да го заштитиме за светот. Денеска слушаме дека ВМРО ДПМН тврди дека требало да се заштити статусот УНЕСКО за Охрид. Требало. Требале. Ама тоа не го сторија. Каде беше Мицковски, каде беше Дурловски, каде беа кандидатите за пратеници од ВМРО ДПМН од Охрид, тогаш кога токму нивната партија и нивната власт го нудеше на тац на Охрид на Субрата Рој. Каде беше кога го претворија Охрид во центар на дивите градби? Каде беа кога се узурпираше земјиште и кога се узурпираше убавината на езерото? Каде беа кога околу нас растеа само дивоградби? Тоа не го направија. Не доведоа во ситуација во 2017 да сме на чекор до губење на статусот УНЕСКО за Охрид и за цела држава. Ние тоа нема да го дозволиме. Во изминатиот период направивме се што е во наша моќ. Да ги поправиме штетите кои ги нанесоа во текот на 11 години власт. Затоа можеме сега и повеќе и подобро. Обезбедивме пари, обезбедивме проекти и обезбедивме политичка воля за да работите се менуваат отворено. После толку години успеавме да го донесеме планот за управување со природното и културното наследство, што требало да се донесе по препорака на УНЕСКО уште во далечната 2009 година. Ги послушавме експертите и граѓаните и тогаш кога ја критикуваа претходната власт, но и сега кога не критикуваа нас и ни помогнаа да ги поправиме нашите одлуки. Воспоставивме платформа со Република Албанија за мерките за заштита да се спроведат на двете страни од езерото. Мицковски и Дурловски не можат да зборуваат на овие теми, бидејќи охриѓани памтат кој го доведе Охрид и Охридско во опасност. Паметат дека тогаш, кога можевме да го загубиме статусот на УНЕСКО за Охрид, и Мицковски и Дурловски молчеа. Беа извршители на она што беше планот на Никола Груевски, да го претвори Охрид во нов Лас Вегас. Затоа денеска охриѓани можат да бидат мирни. Тие заминаа во историјата, а Охрид и охридскиот статус во УНЕСКО ќе го браниме по секоја цена, со сите сили. Ја покажавме политичката волја, покажавме дека никој не е над законот и покажавме дека знаеме да инвестираме во нашиот Охрид. УНЕСКО ја увиде опасноста во 2017 година и тогаш постоеше можност да го промени статусот во културно и светско наследство во опасност. За среќа таа година ВМРО ДПМН ги изгуби изборите и таа опасност беше избегната. Поради тоа, природното и културното наследство на Охридскиот регион ќе остане светско наследство, заштитено од УНЕСКО, но заштитено и од локалната и од нашата државна власт. Општината Охрид за прв пат почна да го обновува крајбрежјето, да ги враќа нелегално узурпираните плажи не само на охриѓани, туку на сите оние кои што го посетуваат Охрид. За прв пат го донесовме планот за управување со природното и културното наследство. Истиот план кој според препораките на УНЕСКО требало да се донесе уште во далечната 2009 година. Ние ги послушавме експертите и граѓаните и секој пат ги прифаќавме нивните совети. Не ги плашевме и не вршевме врз нив притисок. Туку се она добро што беше кажано, што беше предложено, беше прифатено. Воспоставивме платформа со Република Албанија за мерките за заштита да се спроведат од двете страни на нашето езеро. Ги укинавме штетните проекти за да ја зачуваме уникатноста и оригиналноста на Охрид. Така и ќе продолжиме. Можете да бидете сигурни дека заштитата на Охрид, заштитата на статусот на УНЕСКО може да биде реална само доколку одговорноста ја носат луѓе кои го штитеа и Охрид и неговиот УНЕСКО статус. Не можете да ја очекувате од луѓето кои што не донесоа до работна бездна и кои што го загрозија овој статус кој со години сме го имале. Почитувани охриѓани, почитувани граѓани,
Во Охрид наследивме многу долгови, наследивме и многу незапочнати проекти. И едно по едно почнавме да ги решаваме. Како влада и помогнавме на општината Охрид да се ослободи од голем дел од своите обврски. Но како влада, заедно со општината, заедно со градоначалникот, успеавме да започнеме градежна експанзија во различни делови од општината. Најпосле го рестартиравме проектот на колекторскиот систем. Клучен проект за да можеме Охридското езеро да го направиме чисто, да го зачуваме здраво и да го оставиме за наредните генерации. Затоа, почитувани граѓани, кога ќе дојдат овдека со многуте ветувања за УНЕСКО, подсетете се што ни оставија во наследство. Подсетете се каде беа и зошто молчеа. Тогаш, кога статусот на УНЕСКО беше загрозен, тогаш кога Охрид беше загрозен, тие молчеа. Тоа се истите луѓе кои денеска се продолжена рака на Никола Груевски, човекот кој го загрози и статусот и реномето на Охрид. Денеска истите луѓе на истите теми не можат да ја бараат вашата доверба. Како влада и на централно ниво, но и како луѓе кои што го поддржуваме градоначалникот на Охрид, покажавме дека нема да правиме компромиси со убавината и со оригиналноста на Охрид. Дајте ни ја шансата да направиме уште повеќе и уште подобро.